Во животот, за жал, сите сака да имат што повеќе пари или не знам што. Не. Обратно, животот е сосема нешто друго. Све паѓа во вода ако животот не го живееш среќен, со друштво, со пријатели, со блиските, особено фамилијата, која е нешто најценето. Вака вели 31-годишниот Јетон Исмаили од Гостивар, еден од преживеаните патници во страотната автобуска несреќа од 13 февруари лани. Една година по трагедијата што ја стресе цела Македонија и пошироко, младиот гостиварец пред камерата на ТВ Кисме Нада зборува за ужасното искуство, за кое вели дека е најстрашната работа што му се случила во животот. Почнавме да идеме на кај Гостивар. Како кажа и пред ова, бев фокусиран на мобилниот и во еден момент слушам пискање, виштење, викам што се случува. И во моментот савам мобилниот в джеп и се фаќам за рачката тука за да стана, да видам што се случува. Во тој момент од десната страна ме удри. Кога се присвестил, автобусот веќе бил паднат и превртен. Бев во една многу лоша ситуација, во еден лош момент, кога немав, више почна да ми се изгуби и снагата. Не можев да викам ни помош, ни ништо. Но во еден момент, не знам, ми дојде сила и удрив со нога железа едно. Во тој момент, од селаните што беа тука, ме слушнаа дека има уште еден внатре. И во тој момент почна фактички да сечат железата и ме најдо. За жал, тие што беа тука од село кој им се заблагодарувам многу, за жал тие не можа ништо да прават, пошто нема соодветни средства за да ме извадат од тука. Дојдоа пошорникари кои ги знавам, сега више ги запознав и вака, од Тетово. Едниот беше Фариз Джемаили, другиот мислам дека беше Ука Алити, кои со тие некои модерни средства ги секоа тие железа што бев тука внатре во автобусот и успеа да ме најдат. Јетон имал повеќе повреди и во болница го лекувале околу 2 недели. Фала му на Господ што помисли на мене, јас денеска да бидам здрав и жив, да бидам близу фамилијата, другарите, пријателите и сите најблиски. Овој гостиварец секојдневно патува со автобус до Скопје поради работни обврски. Вели дека тоа било случај со поголемиот дел од патниците во кобниот автобус, поради што меѓу нив постоела дружба и блискост. За загубата на пријателите од автобусот, вели дека ја доживеал во голема тага. Несреќата на патот Тетово Скопје кај селото Ласкарци однесе 16 човечки животи.